Nemam zborovi da ja izrazam благодарност што денеска сте овде со нас и што ја делите оваа евхаристијска радост со сите кои учествуваа во неа. Ви благодарам за прекрасната проповед што ни ја искажавте овде во црквата во времето кога ги искажувам омилиите. Затоа што таква содржајна беседа народот во Крушево сака да слушне и сака да си ја обнови својата евхаристијска спознатливост која го упатува кон црквата и кон сите црквени дејствија. Меѓу црквените дејствија кои денес ги чиниме е литијата, за која и специјално ве поканевме да дојдете, која минува низ улиците на овој град и го благословува целиот град. Тоа е благослов за сите нас. Затоа ви благодариме однапред што ќе учествувате во таа литија и што ќе го благословите овој народ кој живее по овие крушевски сокаци. Ви благодариме уште еднаш за сите дејства кои ги вршите, од кои сте навистина задоволни сите во оваа Крушевска и Демихисарска Света Митрополија. Да сте здрави и живи и милоста Божја да биде секогаш на вас и таја да ве благословува и да ви дава просперитет во побожниот живот кој го имате. Ваше високо преосвештенство, јас да ја исползувам оваа можност на крајот од отпустот, да ви се заблагодарам уште еднаш за поканата литургиски да заедничариме во вашето молитвено принесување и предстоење на светата литургија. Верувам дека секој човек може да го почувствува следново. Имено познато ни е дека сите големи философии и религии во духот на ставот на Платон дека телото е гроб на душата, се философии и религии на бегство, кои што учат дека се што е поврзано со материјалната стварност е лошо и ние, за да се здобиеме со некакво блаженство, треба да се ослободиме од материјалната стварност и да чекориме да се преместиме, да се преселиме во возвишената стварност. Но во христијанството очигледно се случува нешто сосема различно. Очигледно јудаизмот не се осмели на такво нешто, но во христијанството таа возвишена стварност влегува во историјата. И може, Логосот Божји се воплотува и прима на себе тело човечко, ја прима севкупната човекова природа освен гревот. И првата голема работа што веројатно ја поимаме од православното христијанство е тоа материјата да не ја поистоветуваме со зло. Значи, нестворениот влегува во човековата историја и тоа не може да го измисли човечки ум. Тоа е едноставно откровение Божјо. И затоа гледаме како Христос прави чуда, чекори по водата, бива распнат на крстот и ја воскреснува човековата природа и ја вознесува и таа сега седи во длабочините Божји од десно на Отца.
Затоа ви благодарам што вие со вашиот начин на постоење, со вашиот подвиг, сведочите дека христијанството е пред се литургија, дека обожението преку причестувањето со телото и крвта Христови е главната цел на нашето постоење и ако тоа го заборавиме, се наоѓаме сите во опасност да почнеме да го поимаме христијанството само како систем. Се разбира, не е систем, туку е литургиска заедница на која што се причестуваме со телото и крвта Христови и тогаш причестени можеме и ние како светиот Симеон Нов Богослов да кажеме: ја гледам ракава моја, Христос го гледам, ногава моја, нога Христова. Ви благодарам за молитвите, ви благодарам за тоа што ова што го реков го имам научено покрај вас и ви благодарам за поканата уште еднаш да бидеме денеска литургиски заедно и по вашите молитви Господ да даде и во Царството Небесно на Божествената литургија секогаш да бидеме заедно.